биваме подалеку од политиката. А ако земете 90% од членовите се со една определена ориентација и главно на страната на опозицијата. А формално најголем дел од нив не се членови. Иако некои од нив се и во раководството на СДС. Така што едноставно не сакам да зборувам за такви политички, да не речам политикански проблеми. Зашто политиката... Како ако вие ќе го разберете гласањето на целата академија против енциклопедијата, која беше дело на таа академија, толку години се работеше, 20 души, половината од членството, беа редактори или соработници во таа енциклопедија, во главната редакција од сите 5 одделенија, и на крајот сите да гласаат против. Освен Гане, што се воздржа, и еден од друг колега млад, тогаш беше при мен, што се воздржа. Како го разбирате тоа? Тоа, вие ги читавте тогаш статиите во Утрински весник? Да. Вие ги видовте ставовите на СДС? Директивите што се пуштаа? Да. Видите, затоа не сакам за академијата, таа е моја куќа, јас таму го минувам својот век, еве, со години, веќе еве 21 година, и навистина не сакам прво ништо лошо да речам против својата куќа, а од друга страна проблемите си стојат. Дали некој ве поканел да бидете колумниста на некој нашите весници? Ме поканувале, но јас сум одбивал, затоа што сепак мене ми остануваат релативно малку години и јас сакам уште нешто да и дадам на македонската наука. Јас сум работел толку децении по архивите и библиотеките, сум насобрал огромни материјали и сакам да доживеам да ги обработам и да ги објавам, макар што станува се потешко објавувањето. И јас се надевам дека барем уште неколку профили ќе можам да ги представам на нашата научна јавност. Нашето време за емисијата измина. Многу ви благодарам за вашето присуство, ми беше чест и задоволство. Жив се надевам дека ќе се видиме пак повторно и да ги продолжиме и за други теми. Наистина кратко беше времето, не уфативме, би сакал да чуем. Да ви кажам право, обично одбивам да учествувам на вакви емисии, особено со оној наслов политико. Да е за научна емисија, по секое време сум готов и независно од проблематиката, од областа на историјата, културата, јазикот, фолклорот, етнографијата, што сакате. Меѓутоа, за политички проблеми, што да разговарам сега за Александар Македонски? Да. Што да кажам јас за Александар Македонски? Не знам, кажете нешто. Ама што да кажам? Па ние го носиме македонското име, бе. Ние, оваа земја се вика Македонија. Не сега се вика. Се викала веќе милениуми. Тоа е територијата од која потекнува тоа име, кое ние по никоја цена не смееме да го шпекулираме на каков и да е начин и да го оставиме. Тоа име е брендот што во светот ќе не одржи. Оваа држава или ќе биде македонска, или нема да ја има. Како држава може да обстане само како македонска. А Александар Македонски и античките македонци, кои не биле словени, точно е, не биле од она што сме ние денеска, ама така се создавале сите народи. Зошто тоа не го спориме за Србија, за Бугарија, за Грција? За Велика Британија, за британците. Ама оставете Велика Британија или Америка, тоа се веќе други колонијални и други доселенички земји. Вие земете Европа.
зошто ние само денеска да бидеме мултиетничка земја, мултикултурна, кога има околу нас многу повеќе мултикултурни земји и никој не зборува за нив како такви. Дека во Грција нема и друго, за етнос? зошто се заборава дека нашиот устав се уште е за унитарна држава и таму во почетокот во преамбулата стои дека тоа е држава на македонскиот народ и на деловите од тие народи што живеат. Тоа значи од малцинствата. Па секоја држава има малцинства. Така. Тоа е друго што некои не сакаат да бидат малцинство. Еве, нека бидат и под друго име. Ама се заборава дека нашиот устав се уште ни кажува дека е тоа држава на македонскиот народ. Ние како да го забораваме уставот. Тоа се наши слабости. Ние сме криви дали некогаш ќе изгубиме државата или ќе ја зачуваме. Ние, македонците. Таа држава е создадена со вековни борби. Има уште едно, поставувањето на Александар може да се гледа од разни призми на гледање, од разни аспекти. Има еден аспект што сакам да го начнам со вас, не знам дали ќе согласите со мене. Како е тоа можно ние македонците цел живот да се бориме за ослободување од разни окупации, тоа историјата го наложила. А да славиме човек што окупирал други народи? Не, видите, не можеме така да ја гледаме на историјата. Јас не гледам сега ни окупатори, ни окупирани. Тоа е дел од развитокот на човештвото. Тоа се илјадници години пред нас. Ние со тие антички македонци имаме нешто заедничко, имаме име. Никој друг не е македонец во светот. Имаме територија. Имаме културно наследство. Битола Хераклеја кој ја правил? Филип ја правил, не ја правил, не знам кој. Нешто од тоа население секако останало тука. Тие не биле словени, ама тоа се влеало во мене и во вас. Ние сме тоа, ама така се влеало кај сите народи, така се влеале. Кои се бугарите? Дали се оние протобугарите што дошле од Азија? Па тие биле малку. Меѓутоа, како државотворен народ, и дале име, и денеска тие се бугари. Иако поголемиот дел се словени. И денеска науката ги смета словени, како и ние што сме словени. Затоа што јазикот ни е словенски. И друго, малку е познато во нашата јавност, дека името словени потекнува од македонските словени, од македонските склавинии. И дури јас сега имав една статија скоро објавена, првото име на Самуиловата држава било Склавинија, не било Бугарија. После дури по крунисувањето со бугарската круна од папата и преку црквата се наложува тоа име и во Македонија. Значи, некои работи треба да се знаат од корен и да се гледаат без чувства, со познавање. Дали Александар Македонски треба да стои? Па видите, во Братфорд стои Букефал со Александар Македонски толку време, па никој не се буни зошто шкотите му направиле толка споменик поголем од нашиот на Александар Македонски. Има и во Бостон има споменик. Има на повеќе места, јас за Европа тука да зборувам. Значи, во што е проблемот? Проблемот е што Грција никогаш нема да се помири, бидејќи го зеде најголемиот дел од Македонија. И најплодниот, и најбавиот. И секогаш ќе има ризик. Ние разговаравме 41-44 година, уште се мислеше на обединета Македонија. Тие се плашат, макар што денеска нема опасност. Никој во Македонија денеска не мисли да оде да зазема Егејска Македонија. Тоа би била глупост денеска. Меѓутоа, нив тоа ги боли и ги јаде. Таа Грција денеска се храни од Егејскиот дел на Македонија. Таму има 4 жетви. Солуне тука, а земете
земете ги актите на другарството на Димитар Чуповски, Мисирков и другите, што ти зборуваат? Престолни на Солун. Така. Ама тоа е време кое е поминало. Ние сме го испуштиле тоа. Благодарејќи на нашиот ум, 12-та година, ниеден македонски фактор од сите тие револуционери не се појави на Букурешката конференција, туку буларите го зедоа Ресенчанецот да ни го потпише Букурешкиот договор, да кажат дека еве и македонците го потпишаа Букурешкиот договор. Зашто не отишле? Симеон Радев е потписник, еден од тројцата потписници од страна на Бугарија. Зашто не сакале нашите да отидат да потпишат, да мислат тоа ќе и прашате. Затоа што Тодор Александров се бореше за обединување на Македонија со